Слободата на медиумите и на изразувањето е во пад, а последните 3 години падот е толку интензивиран што се изедначува со најнестабилните периоди од минатиот век, како Втората светска војна и Студената војна, покажува извештајот на УНЕСКО објавен денес по повод 3 мај, Ден на слободата на медиумите. Само цензурата порасна за повеќе од 60%, потикната од страф од одмазда, онлайн вознемирување, судско заплашување и економски притисок. Каде што независното новинарство слабе, општествата стануваат поизложени на дезинформации, поларизација, манипулација и насилство. Слободата на печатот и независното новинарство не се секторски прашања. Тие се сили кои овозможуваат мир, отпорност и демократско управување. Слаб тужбите, безбедноста на новинарите и новинарките, притисоци од авторитарни режими, убиства кои не се истражени, како и убиства во зоните на конфликт, како Украина, Либан и особено Газа, се дел од клучните проблеми кои ги истакна официјален Брисел. Политичкото влијание, финансиската зависност и економската состојба на медиумите се клучните фактори кои влијаат на слободата на медиумите во Македонија и во светот, сметаат од Сдруженијето на новинари на Македонија. Воспоставувањето на фонд за медиумски плурализам како јавна политика и решение за економска слабост која директно влијае врз квалитетот и независноста на новинарството не sme да се игнорира. Клучниот системски проблем представува финансиската зависност на медиумите кои често се принудени да зависат од политички и бизнис центри на моќ, што директно влијае врз нивната уредувачка политика. Од самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници нагласуваат дека слободата на медиумите зависи од финансиската слобода и од безбедноста на медиумските работници и новинарите. Мораме да имаме безбедни работни места, односно отказите на со поглед или вон законот мора да застанат. Ние постојано сме атакувани во онлайн просторот, навредувани. И тоа не само од граѓани кои не знаат дека го кршат можеби или знаат и го кршат законот, туку и од политички елити, бизнис елити, од поединци кои не внимаваат. Таму во столбот на економските и социјалните аспекти ние сме најкревки, ние сме најслаби. Еве ги резултатите. Нашето истражување од минатата година говори дека 69%, сега и тој процент можеби е поголем, медиумските работници работат под просечната плата. Според последниот извештај на Репортери без граници, Македонија падна за дополнителни 3 места и сега се наоѓа на 45-то место, 9 места полошо од 2024 година. Минатата година е регистриран пад во 3 од 5 индикатори по кои се мери слободата на медиумите, во политичкиот, економскиот и безбедносниот. Кај легислативата е задржано исто ниво, а во социокултурниот индикатор бележи минимално подобрување, па Македонија останува во групата на земји со проблематична состојба во медиумската сфера.